Как се више песничката? Отред, кой бе ти? От тия по-новите групи, не ли? От тия по-новите групи. 2007-2008 Снимаш? Ай, на здраве. На Струмички е на здраве. На Прилепски как беше? На здравие. Ти сукав, айде. Как е на Прилепски? На здравие? На здравие. На здраве, айде, на здраве и на здраве. Кафана държи, а не пиеш никакъв алкохол, никогаш, а? Не, никогаш. Во изключителни ситуации, Случаи. случаеви. Ама последни 3-4-5 години, ама ептен ретко. Браво. Па айде да ги представим момците кои што се овде денес на овој шанг во нашата емисија. Се работи за High Start, висок старт од Прилеп и причината поради која што ние пред се ја правиме оваа емисија затоа што тие го направи своето новороденче, својата прв видеозапис и песна. Се работи за песната Слободен, но прво да ги представиме луѓето кои што се овде на овој шанк овде во ова место. Овде до мене е фронтменот вокалот или? Петар. Фронтмен, може да се каже? Да, Петар. Да видам сигурно дали е, да не. Петар, Христијан Ристевски гитара. гитара соло, бас. Давид Ангелевски. Го нема тука Дејан кој што е исто така на клавиатура да го спомне и човекот кој што стои или седи позади тапаните. Тој е бек фронтмен. Бек фронтмен? Да. Затоа што на сликата на она кавар слика кој што имавте направено, тој ви стои напред. Да. Зашто? Затоа што е најубав? Па веројатно да. Да? Да. Веројатно сигурно да. Најубав е во секој случај. Нема дилема. Зошто кога настапувате некаде нему најмногу му се насмевнува среќата кај девојките или? Да. Затоа? Тоа сме го и приметиле и така и е. Ајде да почнеме сега за првиот ваш видеозапис. Ова е прва официјална песна или е само прв видеозапис? Прва официјална песна. како Официјална High песна Start, веднаш со видеозапис. Веднаш со видеозапис. Ovoj svet suroparan ljubov, sad da se sočam su seta ludost, od ovoj kroničen jad, da probijem pad. Vo ova vreme što ne vreme, sad da se zalegne, da se dregne, od sivi od son, se budam i znam. Znam, padnut je toj, nema nazad, samo su broj, koji što bi ga prodam svoj glas, za muk i za vlast. Po mene kovi, odmah koji za istina se bori. Vosi te bori, potreba da bidam slobodan. Кога ќе напишете на YouTube, ги пишува сите тие информации, меѓутоа ајде ние нели емисијата да потрае малку повеќе, па еве да пополниме простор, да почнеме да ги откриеме луѓето кои што стојат зад текстот, аранжманот и така натаму. Ајде, пошто ти си пееш, Ја да кажем, ајде да кажем ја. да каже. Аранжманот и музиката е комплет наша, значи на High Start. За видеото се погрижи Христијан Конески, исто од Прилеп. Мора да го пофалиме, заврши одлична работа. Да, го видео спотот, наистина ставам супер е. збор за доста професионално завршена работа. Аудиото го работеше Александар Шиловски, нашиот поранешен басист, инаку Давите колку месец-два, 3 месеци е со нас. Новиот е тој, да? Да, новиот Го басист. избркавте стари. Немавте басист, така ли беше? Имавме, како не Ама го имавме. избркавте. Не, сам се откажа, се пресели во Скопје, се ожени. Нешто како слично на Металика басистот што беше истата сторија, така? Така, Не може да е како да метали истата. тамане. Добро. Да.
Текстот го пишува Весна Малинова Бабамова, иначе за тие што ги следат тие работи, може да се каже, не може да се каже сигурно, доста позната во... Вие доста функционирате, познат текстописец. може би 3-4 години, така ли? Како Петар кавер треба бенд. да Како кавер бенд. Да, како ја од старт. Ние Значи, како од самиот кавер бенд старт поставивме на под High друго Start. име, некој си баш сега кога идевме правевме за тоа муавет, некој 5 години, али како High Start негде околу 3. Кој е кумот на името? Кумот. Нункото. Не можем Прилепски Нунко. Не можем да се сетам А во кај нас моментот. знаеш како е на кум? Не. Калтатин. Не можем да се Кој е сетам, мислам дека калтатин? некој Кој е калтатин на француски? мислам дека беше некој од поранешните членови. Не знам, онака едноставно Колку посетивме. добро ви, колку Има членови имате, а? Секогаш сме 5, имаме Ама неколку се промени менуваат. направено, да, Кристијан е негде година и пол со нас, Давид е неколку месеци, а јас, Дејан и Филип сме веќе долго време. Филип 3-4 години, а јас и Дејан од првиот момент, од првата. Затоа и тој кога тој ви е пиерот на некој начин, Дејан, кога Па и треба најмалку да се свири. Клавиатура во рок-н-рол. Да, тоа е чисто така затоа што има најверојатно повеќе врски од другите. Па може да се каже, да. Нека да има помалку за свирење, малку да се да, одмори. повеќе да размислува на менаџерскиот дел каде треба да настапувате следниот ден. Значи браво за Пус не вози, ни е возач. Возач е Дејан, да. Порано ни беше претходниот басист, сега Деки. Тоа е само така аранжмански нешто да дополнува. Па најчесто, да. Кога има песни од има Led песни Zeppelin, што Deep има, Purple, Со да. лажи Deep Purple има песни кои што стварно иди до израз. Дејан. Значи вие ги постоите како кавер бенд веќе 3 години по тоа име кој што го представи и ви треба 3 години за да го направите првиот ваш видеозапис и првата ваша песна. Кој беше тој кој што најмногу сакаше тоа да се случи и кој постојано притискаше дај да направиме нешто авторско, нешто наше, нешто по кој што ќе не разпознаваат, кој што ќе ни остане за секогаш и така натаму. Имаше некој таков или сите едноставно се договоривте и решивте ајде да направиме? Ја мислам дека иницијатор беше Филип. Тамо јас не бев тогаш во бендот. Да. Кристијан не беше уште, значи песнава беше планирано не само песна, туку ние да почнеме да работиме авторска музика. Имате беше... значи уште? Не, имаме нешто што го Спремно? планираме за во иднина. Ова е нели прва песна. Филип беше иницијатор, пошто тој е нели член на Chromatic Point. Тие имаат авторска музика и работат строго авторска музика и може да се каже дека ни даде инспирација да работиме и ние на авторска музика, пошто е веројатно најдрагоценното нешто кога се занимава со музика да имаш свое, да почнеш да работиш на нешто свое. И како иницијатор Филип, потоа дојде и Христијан, на брзина направивме демо, ама имавме некои компликации, па така да година... Што се тие компликации, тоа е најбитно, најинтересното. Малку неодговорност, малку мрза, малку недостаток на идеи. Не, генерално имаше и некои реални компликации, ама најчесто беа овие. Политички да не се само. Да. Имаше некој политички активист тука во... Не, никогаш немало и се надевам дека ни војнина нема да има политички активист во High Start дефинитивно. Ај на здраве уште еднаш. Здравје уште Ајде, еднаш. момци. Ај со кафе. Спотот е сниман во Прилеп на некое место На различни таму локации, на да. надвор од градот. На различни Идејата е некако интересна, кој го режираше сето тоа така да изгледа. Кога стапивме во контакт со Христијан Коневски за да го снимаме спотот за правилно, режијата, седнавме на режија. кафе и заедно разменувавме со него идеи. Некои идеи ни ги имавме. Од некој, да. Не беше конкретно некој, значи сите во бендов имавме некаква замисла, па седнавме со Христијан, пошто тој како снимател на спотов и монтажа и сите тие работи што ги правеше, моравме да се консултираме со него за наши идеи, па и тој даде свои некои идеи, така некако како заедничка соработка беше да речем целата таа приказна која има во спотот и мислам дека супер се вклопи сето тоа заедно со песната и со пораката која сакаме да пратиме со песната и сето испадна да сме на крај задоволни и од спотот и од песната како звук, како видеозапис и Кој сето го правеше мастеринг тие работи? мастеринг Александар Шиловски, претходниот басист. Тој Комплетно за цела аудио, од демо до... тој е. Браво. И колку пари кошташе вашиот спот, тоа е најбитно. Еве за на пример некој сака да направи таков спот и колку пари ќе го кошта. Па
конкретна сума нема да кажам и плюс има многу битен фактор што дечкова што ни снимаше Христијан Конески, ни е добар пријател, така да Значи добивме без пари се е, без Не, без пари, ама добивме попуст некој си. Добро, 50, компензација, 60%. на компензација. Инаку кошта, да му не свирите можеме на да кажеме свадби дека не или кошта со оглед на тоа што ние како ајде да кажеме, не да кажеме него рок-н-рол бенд, генерално нема некои си многу локали кај што можеме да свириме и ако го земаме спрема тоа ако рачунаме иди скап. Не, локали има, меѓутоа луѓе нема. Нема ни луѓе и За не тие- некои локали не се способни да платат доволно колку што е потребно Вие за да сте платиш. сега да бидеме реални, навистина едни од подобрите, мислам меѓу, можем јас да кажем меѓу топ 10 во Македонија кавер бендови кои што настапуваат. Да бидам реално. Реално, пошто еве јас имав таа привилегија да слушнам многу бендови кои што настапува овде во Струмица на нашата позната Леблебеџијска улица, каде што веќе се случуваат оние летни игранки што ние ги правиме и настапуваат не знам, можеби досега околу 100 кавер бендови од цела Македонија и во сите тие кои што се настапувале тука, вие сте меѓу топ 10 кои што се покажале со комплетна, односно професионалност. Професионалност на некој начин, со се. Да не кажам сега одлични солажи, гитарист, тапанарот што велиме ние, растур позади, дупли бас, вокалот прави некои финти, како ти беше тоа со микрофонот? Добар ефект добива на некои песни. А звучи потребно, како да има Како да има педал. ефект. Да. Звучи така, пример на Дорс да ги свириш, пошто е специфичен вокал Морисон, одговара да го затвориш микрофонов, добива некој посебен шмек, го доловуваш баш него. Има други песни. Како туторијал how to sound like Jim Morrison live. Чекај да го прашаме нешто новиот член, гледам дека ние тука постојано се зборуваме со тебе најмногу. Како се бе, добри се? Ги делат парите со тебе? Нормално. Да. Супер е, многу ми е кеф што сум во склоп со толку млади талентирани музичари, што имам шанси јас да напредувам како музичар. Иако тоа не ми беше во преден план, многу малци имам искуство јас со општо и со бендо и со бас гитара свирам скоро 2 години. Академци сте нешто со музиката? Знам дека тапанарот да. Тапанарот, јас и клавиатуристот Дејан Трековски. Дејан што најмногу се посветува затоа што постојано мисли на менаџирање. Да, и мора да постигне сите работи, плюс и со факултетот со тие работи. Стварно е многу зафатен и ние гледаме секогаш да му помогнеме со други работи кога станува. Дај јас да жив дојдам настап. клавиатурист кај вас, Може, имаш и ти Дај да го избркаме на Дејан, Имаш сигурно и контакти, ти си супер. имаш многу. Дејан! Мора да го поздравиме, иначе Дејан ни рече да го поздравиме пред да почнеме со снимање. Дејан те поздравуваме сите. На мене ми стои дека се врти околу него. Така да ајде да не зборуваме многу, па наредниот пат кога ќе дојдете во Струмица дојде со 60% променет состав. Филип и Дејан. Следен пат. И крај заврши. Мора да се менуваме така да биде интересно. Овој пас сме ние, па нареден пас здравје. Боже, Дејан и Ние Филип. прво интервју од како извадовме Сериозно? песната, од како извадовме песната, пошто тие беа во Скопје, имаа 2 интервјуа во Скопје. Во Струмица прво и официјално. Да, во И Струмица. благодариме на поканата. Супер сте. Ме интересира малку, спомнав свадби. Сте настапувале некаде свадби, таква работа? Јас никогаш во животот не сум. Тие не, ама Ти имаше имаме- кафана, сигурно си пеел на свадби. И како хајстарт имаме неколку настапи, пошто нели Или свадбите се менуваат Да, сега? иди за панјачки стил малку. Модерно е неколку пример при крајот на свадбава, некои си пола сад сакаат малце рок помладите и Шутка мислам што дека се е- вели да се мислам дека направи. е доста паметно како концепт. Пошто Има веќе од има 6 сега сати, има тоа порано се има случено, значи сега нема такво во, нешто. во многу скоро време не, еве да кажеме последен пат пред некоја си пола година или година. Од прилика. Последно па сега како што доаѓа памтам летото, беше баш ајде, во Битола, да. летото И плюс доаѓа. лето има. Настапувате секаде низ Македонија, сте настапувале некаде надвор од Македонија?
Па до сега не. Правевме некои планови минатата година за да заминиме нешто како низ Балканот, да прошетаме малку, да видиме како би поминало тоа, како би не прифатиле таму, меѓутоа не испаднаа плановиве како што треба. И решивме да го Повторно ставиме некои тоа за понатаму. испречени, како што Да, беше, и баш така. затоа се фокусиравме на авторска музика, да видиме Што ќе се бидејќи случи? остававме тука да правиме нешто авторско, па да видиме тоа како ќе биде прифатено од публикава и од општо сите. Видовте дека вашите колеги од Прилеп, Хаунц, тие имаат веќе Да, имаат доста повеќе авторски, авторски, да, и направија на нивниот роден ден еден таков мини концерт во кој што ги исвира нивните песни или проекти што се вели сега модерно. Имате растапувано некаде на некој фестивал, Не бидејќи ова е нашата прва песна што ја направивме. општо како кавер бенд, немате Како кавер растапувано бенд, некој па, фестивал? Од кога сум јас член во бендов, немаме таков настап. На некој од овие летните Open Fest, Pivo Fest, така Не, натаму. не, строго, па 90% од бендовите што настапуваат на фестивали се авторски бендови, а ова ни е тек прва песна. Сега после Па ајде да забрзите, лето и да на треба моторџиски фестивал, ама тоа е веќе иди приватна забава, моторџиски фестивал. Мотособир имаше таков и во Струмица пред 3-4 години. Да, Тоа не е како фестивал, така, да. Дефинитивно не добрите свирки мислам дека се. Јас не сум свирил на мотособир, ама сум бил како гостин. Брат ни беше порано гитарист, тој беше на баш на тој настап, забава, фестивал, како и да го кажеме, на тој собир. Неговиот постар брат. Имате некој свирено во неговата кафана? Имате? Кај тебе? Имаш? Не. Многу Интересно добро, што а? има пијано во неговата кафана и јас имам седнато на пијаното да посвирам малку. Браво, значи сепак имате, значи се има случај. И најдобро што е во цела ситуација е што има пијано, има корали од Јохан Себастијан Бах поставено ноти на пијано да можеш да од Дејан се тие. На Дејан дојде. Ама Дејан, бе. Па Дејан. Па се е поставено кај него во кафаната да има клавиатура, затоа што Дејан обожава да свири на клавиатура и затоа што и живее блиску до кафаната. Постојано се спомнува во интервјуто. Ова ме втор пат. Дејано, толку поздравување. Сигурно вика сега. Инаку да кажем дека новиот член што току си го испи неговото пиво и мислам дека е време тука и ние да завршиме, затоа што треба нели да се повика Шанкер Келнер и така натаму да му наточи ново пиво, а тоа ќе го направиме откако ќе се исклучи камерата. Јас ви посакувам еве за крај тие клишеја, пожелби и честитки што се. Ви посакувам успех на вистина вашата песна што ја направивте под новороденчето. Да ви биде доста успешно и да ви даде мотивација да почнете да правите многу повеќе ваши песни со кои што еве еден ден ќе направите еден голем и успешен концерт на кој што ќе бидам присутен и јас лично. Апсолутно. Дефинитивно. Фала многу на убавите коментари, на убавите желби. Ние посекуваме здравје, Нова љубов, година. среќа, нова година. И на крај јас да го поздравам Дејан и Тапанарот, ајде, бекфронтменот на групата Хајстар. Ви благодарам уште еднаш и се гледам во наредна прилика. Благодариме за поканата. Чао, чао. Ајде на здраво. Што мислите за Хајстарт? Прекрасан бенд, добри момци. Фала Кире. Джеймс е исто музичар. Дечко, ти што мислиш за Аз Хајстарт? мислам се много вас и ваша цела емисија мислам да е много прекрасна. И ти си прекрасна особа. Од денеска го гледат таков од утре ќе почне да се поправува и откажа ги цигарто, јаде много и ќе го видите наредниот пат ќе го снимме, ќе биде толку прекрасен. Тука има и битбоксер, че ти што мислиш за Хајстарт? Се најубаво. И са што е това се најубаво? Нешто сподели. Просто е за право,